Денес расправаме по Законот за управување со отпад и од решавањето на овој проблем со управувањето на отпадот зависи и здравата животна средина, која е уставно загарантирано право и кое треба секој граѓанин да го има. Но за жал тоа кај нас не е случај, а доказ за тоа е што ние се уште немаме разрешница на овој проблем, се уште немаме центар за управување со отпад и имаме нерегулирани депонии. ВМРО ДПМН остави план и договор за изградба на центар за управување со отпад, кој требаше да се финансира со европски пари, но од 2017 до сега во тој дел не е мрнато воопшто, мислам, не се преземени никакви работи. Се предвидува 8 регионални депонии, кои доколку власта на СДСМ сакаше да ги реализира, имаше, мислам, простор во овие 4 години да се реализираат и да се стават во функција тие регионални депонии кои беа предвидени. За жал, СДСМ и ова влада многу ветува, но гледаме дека нема разрешница и нема исполнување на сето она што се ветува. Вчера се навршија 4 години власт, а од реализација на ветените работи нема ништо, не само во екологијата, туку ниту во една сфера немаме не сме на задоволително ниво од тоа што се ветуваше на граѓаните. Немаме, значи, како што кажав, ништо од решавањето на отпадот, нема ништо од чистиот воздух во Скопје, па уште во овие 4 години под притисок на јавноста излезе и дека ние сме увезувале отпад и отпадни масла кои што од други држави кои што се горат тука. И со тоа се довлоши состојбата и на така загадениот воздух. Исто така пред некое време слушнавме дека и увезуваме и штетен мазут од кој служел и се користел за поранешната Фени, која знаеме дека е во сопственост на поранешниот вице-премиер Кочо Анџушев. Понатака јас ќе ги спомнам вака како проблеми што се во овој дел, а тоа е и нерешавањето на Струшката депонија, која СДСМ исто така пред 4 години ветуваше дека ќе ја дислоцира и ќе се реши еднаш за секогаш тој проблем, но од тоа нема ништо. Затоа законот е добар, во некој дел нормално има и делови што треба да се подобри, но само се носат закони и треба да се носат закони за да се реши овој проблем со отпадот, но не верувам дека владата нешто ќе реализира, затоа што доколку имаше желба, имавме 4 години барем да видиме некаква иницијатива од владата во овој дел за решавање на овие проблеми. Но сега поминаа 4 години, немаме никаква реализација и сме на истата појдобна точка, а темата се актуализира затоа што се ближат избори и СДСМ, по моје мислење, повторно сака оваа тема и овој проблем да го користи како предизборна тема на која сака да добие политички поени, а проблемите на граѓаните, проблемите со отпадот во Република Македонија ќе си останат на истото ниво и ние повторно ќе си разговараме тука за закони кои што се на хартија, а во пракса не се спроведуваат. Благодарам.